Господине Ивановски, ја живееме најверојатно и најголемата криза досега. Инфлацијата во јуни достигна 14,5%. Сите цени, особено тие на храната, секојдневно растат. Гледате ли светла точка како барем да се стабилизира таа инфлаторна спирала, зашто сепак најавите се дека ни доаѓа тешка зима, тешко ќе се доаѓа до храна и таа ќе биде се поскапа? Прилично тежок одговор на ова прашање. Пред се во однос на стапката која споменавте, истата треба да се земе сепак и со резерва, бидејќи во одредени сектори и на одредени производи имаме и поголем раст на цените, така да некои реални анализи покажуваат дека можеби сме веќе и блиску до 20% од инфлацијата. Граѓаните треба да знаат дека секако сето ова ќе се преслика на нивниот стандард и реално е да се очекува намалување на животниот стандард во нашата земја. Не сум голем оптимист по ова прашање. Јасно е дека товарот нема да успеат да го издржат сите, особено како што веќе споменавте цената на струјата, горивата и така натаму. Пред тоа имавме и пораст на минималната плата. Сето тоа се притисоци кои создаваат проблем особено за малите бизниси. Не сме да се оди на тамошно зголемување на буџетскиот дефицит. Видете, излезот не може да биде лесен и мора да се базира на реални фундаменти, а тоа е пред се намалување на буџетските расходи, особено во делот на платите за јавната администрација. Поради тоа што истите растат, очигледно е дека бројката навработени тука ќе мора да се намалува, бидејќи тешко е да се очекува дека приватниот сектор ќе може да носи во вакви услови толку голем државен апарат. Ова се тешки, сепак политички мерки, меѓутоа во вакви услови популизмот и овие популарни економски политики не доаѓаат во предвид, треба да се преземаат и похрабри мерки. Во делот на задолжувањето, јас лично не сум за толку големо задолжување, затоа што тоа создава дополнителни проблеми и како што веќе нагласив, ја доведува во прашање фискалната одржливост на нашата земја.